Да, и гледачи повторно одиме со боречките спортови, видејќи боречките спортови како да ја окупира Македонија. Македонија беше позната по борењето, боксот, но полека тие спортови како да ги губиме, а се јавуваат новите од источниот дел на светот, кои што навистина се водечки спортови. Например, каратето. Каратето таков замав зеде на Олимписките игри, постојано учесник, меѓутоа се претера во некои работи и сега ќе го немаме во Франција. А Емил Павлов е кандидат за карате Олимпијадата во Токио, меѓутоа треба да помине уште еден циклус на спортски надпревари, тоа се во Франција. Има една реченица: потешко е да дојдеш на Олимпијада, отколку да освоиш медал. Многу спортови си имаат свое значење. Денеска ќе зборуваме за џудо спортот, бидејќи тука е председателот на џудо федерацијата Владо Трпановски, човек кој што млад, кој што доаѓа од Прилеп, а Прилеп полека станува град не на фудбалот, за жал, сите сакаме на победа повторно да се врати, меѓутоа овој спорт си има интерес и меѓу младите и меѓу оние постарите кои што сакаат спорт, чист спорт, борење, а се повеќе се јавуваат и женскиот пол да учествува во овој спорт. Владо Трпановски исто така е председател на Федерацијата на џудо спортови во Македонија, која што оди напред, меѓутоа е и председател на Комисијата за маркетинг во Македонскиот олимписки комитет, инаку комерцијален директор на познатата фирма Витаминка. Би ја спомнал ова фирма, бидејќи е бренд на македонското стопанство, фирма која што го помага секогаш спортот, имаат свој ракометен клуб, меѓутоа секогаш даваат за развојот на спортот. А тоа е, кога даваш за развојот на спортот, даваш за развојот на младите луѓе кои што утре ќе бидат дел од таа фирма. Добар ден, добре дојдовте во спортското студио Олимписки кругови. Еве, МОК телевизија секоја недела работи во афирмација на спортот, во афирмација на вас, спортските работници, видејќи полека ги губиме спортските работници, оние кои што имаат љубов за развој на спортот. Имаме спортски работници кои што го гледаат интересот, а имаме спортски работници кои што навистина одвојуваат од своето драгоцено време во интерес на младите. Еден од тие сте и вие, а и фирмата Витаминка и незиниот директор секојаш е во спортот, бил во спортот, го сака спортот, имате некој ракометен клуб и други спортови помагате, стрелаштво, еве и во џудото и да не набројуваме. А и дават и доста помош на спортистите. Так. Вие како председател на џудо федерацијата. Џудо федерацијата е единствена која што имаше свој представник прв пат на Олимписки игри. Подсетете се на таа. Пред се, добар ден. Одличен проект, одлична емисија и се надевам ќе продолжите и во иднина, затоа што ова е од големо значење за промовирање на севкупниот спорт во нашата држава. Како што кажавте, председател сум на
Джудо федерација на Република Северна Македонија, а паралелно и председател на комисијата на Доста ценет во Олимпискиот комитет. Да, на маркетинг комисијата на Македонски олимписки комитет. Прашањето ви беше да, ние имавме во 2012 представник на Олимписките игри, кој што се одржаа во Лондон и тоа беше Сарафов. Но тука и не застанавме, и на Олимписките игри во Рио де Жанеиро имавме исто така представник во 2016 година, тоа беше Катерина Николовска, прилепчанка инаку исто. Добро. Сега одличен судија, живее во Хрватска, но тука е секогаш кога треба да дојде да помогне со срцето во Македонија, со срцето за джудото. И имаме контакти, да не речам секојдневни, и секогаш е тука ако имаме некаква потреба. За сите надпревари, судење, помош и така натаму и така натаму. Направивте пред 2 години еден голем меѓународен турнир во Прилеп. Еве, нашата телевизија вршеше пренос. Тој беше Миле Талески, мислам. Да. Началник. Да, беше пратеникот Миле Талески, беше тогаш, да, да, отвараше тој турнир. Така. Па да се подсетиме како беше тоа сето организирано, фантастично организирано, многу гости од странство кои што со мерак сака да учествуваат на такви турнири. Ќе погледаме таа слика, па повторно ќе се вратиме на она што вие го планирате за текот на наредниот период. Маркетингот е посебна гранка во секој спорт, значи маркетингот е двигател на спортот. За жал, ова што ни се случува во светот има одраз и врз маркетингот, се помалку. Вие најдобро знаете, меѓутоа сте млад со голема ентузијаст кој што го сакате спортот и верувам дека ќе дадете се од себе заедно со Олимпискиот комитет, со луѓето од Олимпискиот комитет, да тој буџет се зголеми на еден начин да им обезбедиме на младите учество на Олимписки игри. А тоа е нешто најдрагоцено за еден спортист. Точно, најголемиот сон да се учествува, а пак ако се освои некаква медалја, тоа е, мислам, дека врв на се. Маркетинг комисијата почна да работи, веќе по изборот на председателство и по доаѓањето на чело на новиот председател Даниел Димовски на Македонски олимписки комитет. Отпочнавме, веќе одржавме состаноци. За жал, сами рековте ситуацијата која моментално не само во Македонија, туку на ниво на цел свет се случува, малку ни ги отежнува, ни ги успорува сите активности и сите комуникации меѓу нас. Сега дојде модерно време, па можеме преку тие Zoom апликации да правиме состаноци, работиме, значи работиме, бараме начин, спремаме одредени проекти кои ќе помогнат многу во делот на обезбедување на финансиски средства за спортистите кои треба да одат на Олимпијада во Токио, пред се првата Олимпијада која што не чека оваа година. Имаме еден проект во зачеток е, меѓутоа мора многу брзо да реагираме и работиме интензивно. Се работи за проектот Олимписки денар, каде што ќе се приклучат и одредени компании од стопанството, значи со своји производи. Тука морам да спомнам дека Витаминка веќе донесе одлука, донесе решение дека ќе биде таа првата компанија која што со своји производи ќе учествува. Па и секојаш, и понатаму се надеваме. Да, бевме кај господин Саша и без збор, значи, штом се работи за Олимписки комитет, без збор, значи. Така. И тоа е добро, во светот го користат знакот на Олимпискиот комитет,
Еве во Лозана бевме, господинот Бах исто така посветил поголемо внимание на малите земји, а ликот на Топурковски и авторитетот со добивање на најголемата награда Пиер Кубертен овде дојдова неколку пати, поранешниот председател доаѓаше, имаше големи иницијативи. Јас го почувствував тоа преку мојата професија како председател на Асоциацијата на спортски новинари на Југоисточна Европа. Секаде онаму каде што беше подписот на Топурковски бев топло примен, дури имаше ветување од Катар, од самиот шејк да учествуваат, да финансираат. Значи, тоа е маркетингот, тебе да влезе во сите пори, онаму каде што се нуди пара, динар, меѓутоа да се искористи за спортот. Да, строго наменски, да. За жал, ние имаме спортски работници кои што го гледаат само интересот, финансискиот интерес, а за другото не ги интересира. Таквите подалеку од... Секогаш имало и ќе има, но кога се работи за некакви проекти, ако тие проекти се транспарентни и добро најавени, добро објавени и добро точно реализирани и средствата наменети онаму за што на старт ќе бидат најавени, не гледам никаква причина дека ќе дојде до некакви проблеми. Генерално, Олимписки комитет го покрива комплетно овој проект. Спомнав дека, значи, македонски компании ќе се приклучат. Тргнуваме со витаминка, горска вода, па имаме веќе интереси од други компании. Ние како маркетинг комисија направивме некој испитување за 200 компании. Некаде повеќе од 70% од компаниите изјавија желба да се приклучат кон оваа кампања. Така да мислам дека ќе биде успешна кампања. Да не заборавиме да спомнеме дека во таа маркетинг комисија, таа комисија генерално е составена од луѓе со големо искуство, луѓе од бизнис заедницата кои имаат голем придонес. Тука се директорот од Тинекс, директорот од Верополус, го имаме исто така председателот на Пинг-понгарска федерација, директор кој работи во T-Mobile. Имаме одлична, имаме представник од маркетинг агенција кој си ја знае својата работа. И тука и врската на организациите, значи, спортот не само како спорт, туку дават можности за нови запознавања, за нови сделки кои што носат профит. И бенефит за сите страни. И на крај на денот мора само така да работиме и посериозно да се фатиме за овие проекти, да се зафатиме, затоа што вие сами рековте, не во светот и во околните земји, значи во соседските земји, многу повеќе се обрнува внимание на вакви моменти, на вакви проекти, на ширење на олимпизмот, затоа што знаеме што значи олимпизмот. Не, тоа е сршта и основата од каде што се почнува. Сега ако се вратиме и во џудото, џудото е еден од најстарите олимписки спортови, кој што се негува со векови, со децении и мора да продолжиме, значи олимпизмот мора да го вкорениме во секој млад човек. Голем напор прави Македонскиот олимписки комитет во едукација на тренери, испраќа ваши тренери исто во странство, доаѓаат од странство, имавте цела година човек кој што ги обучуваше тренерите, а тоа е многу значено кога искуството се пренесува од друга земја. Например, еве, Азербејџан, олимпијадата што се направи, првата олимпијада европска во Азербејџан, имав прилика, бев во Баку, да разговарам и со председателот Алиев, меѓутоа и со министерот за спорт. Министерот за спорт во изјавата рече дека ние пари имаме, но сега се бориме за афирмација на државата. И одлучивме преку спортот
да ја афирмираме државата и затоа беше организирана и таа Олимпијада европска во Азербејџан, мощна, позитивна. После требаше Унгарија, од не знам од кои причини, сега Полска ќе биде домаќин. Малите исто олимписки игри за малите земји, што се, например, под милион жители, минатата година беа во Црна Гора, мощно и успешно бевме со почесниот председател, имаше луѓе, имаше надпревари, имаше интерес. Сето тоа треба маркетингот да го обработи и да го придобие. Значи, малите олимписки игри пред неколку години, се сеќавате вие, сте помлад, по школите. Значи, привлекува млади луѓе, но привлекува и стопанственици кои што финансира, секој сака да го финансира своето синче, внуче и така натака. Па тука се и корените, значи со спортисти, со здраво изградени личности, психофизички здрави личности, тука се и корени и така и држава може да напредува. И вие сами истото го кажавте дека поголем промотор на некоја држава од спортот нема. Гледаме дека под знакот на под олимпискиот знак гледаме од сите држави, од цел свет, од сите бои, од сите раси луѓе кои одат и кои со една единствена желба да освојат, да застанат на тој пиедестал. Така да мислам тука. Мило ми е што вие сте председател на таа комисија со богато искуство, иако млад, меѓутоа ентузијаст голем, кој што сакате да внесете новини во маркетинг работата, а маркетинг работата е најтешката работа за федерација или клуб и така натаму, бидејќи парата сега е одлучувачка за да набавиш опрема. Значи, родителите немаат толку средства за опрема, а имаат желба за да учествуваат своите деца, да не одат по кафичите, по оние лоши работи. А начинот на кој вие сте го одбрале, како витаминка, како директор на маркетинг, е онај вистинскиот, за да дојдете до средства, до подароци, до, па бих рекол, и услови, изградба на спортски сали и така натаму. Тешко е, времето е тешко за сите спортови. Па морам да спомнам дека посебно по малите спортови, спомнавте вие, боречките спортови се во една понезавидна ситуација, реално. Знаете, барем во нашата држава, дека кои се број еден спортови, каде што и најмногу се инвестира и кои располагаат со најмногу средства. По малите спортови секогаш потешко доаѓаат до тие барани средства, иако се потребни. Значи, услови за да може да се тренира, да се вежба, на секој спорт му се потребни. Независно дали биле од боречка, од боречките вештини, дали независно. Значи, конкретно во джудото имаме потреба, треба да се обезбедат татами, струњачи, каде нормално со одредени димензии, со одреден квалитет. Добивте подарок од федерација. Добивме и со помош на Македонски олимписки комитет е добиено. Сега работиме на нов проект, нормално мора да продолжиме, затоа што тоа е потрошен материјал. Со посредство на Македонски олимписки комитет како посредник, благодарение на нашиот олимписки комитет, застана помеѓу Светската џудо федерација и нашата Македонска џудо федерација. Овој проект малце поодамна почнат, меѓутоа оптимисти сме дека ќе успееме. Се работи за проект џудо во школи, каде треба во 10 школи да добиеме комплетна опрема, и татами, да добиеме и кимона,
и дури да добиеме и финансиски средства за оние лица, за оние стручни лица, тренери кои ќе ги тренираат децата. Проектот се работи сега за 10 школи, меѓутоа не е исклучено дека ќе се прошири, меѓутоа мора некаде да почнеме, мора тој да го завршиме еднаш. Јас имав средба и со председател на Светска џудо федерација, каде очекуваме и голема помош и во дело на други сегменти. Значи, во одредени земји веќе џудо во армија, џудо во полиција, каде самата Светска џудо федерација финансира и оние врвни спортисти кои завршуваат својата кариера како спортисти. Знаете дека до одредена старост доба може да има придонес во спортот, но после тоа такви спремни психофизички, здрави личности со потребни вештини може да си го најдат местото, да може да си го најдат местото и да имат придонес кон општеството, кон заедницата, значи кон државата да дадат и тие свој придонес, така да и се разговара и за тие проекти. Македонски олимписки комитет е во тек и за тоа сето, мислам, нормално заеднички работиме. Тоа е убавината кога мора да имате една институција, призната институција. Македонскиот олимписки комитет е носител на спортот во државата во Македонија. Останатите институции се партнери, значи Факултетот за физичка култура, Агенцијата за млади и спорт. Ние се уште тапкаме на место, немаме изготвено закон за спорт, на кој начин ќе бидат, еве сега, премиерот направи голем чекор со волчерите. Меѓутоа, тоа треба да се доработи, начинот на кој се добиват приоритет, кој треба да биде награден со стипендии. Критериумите да се, може би да се препроверат, да се подобрат. Да, условите морат, прво условите да бидат главната работа, бидејќи за жал, се искрено да кажам, направивме многу спортски сали, меѓутоа зимно време ладилници, се летно време пекари. Нема ни клима, ништо уреја. Мораме услови за децата, медицината да ја вклучиме комплет. Олимпискиот комитет има вредни луѓе кои што имаме и спортист кој што бил светски директорот, имаме генералниот секретар кој што држи менаџмент, доаѓаат од надвор луѓе, упатуваат, едуцираат. Сето тоа треба да го искористиме во интерес на младите, на вас, кои што сте председатели на федерација, а таа федерација може да донесе далеку поголема афирмација на државата. Видовме што се случи со кошарката, ракометот на плоштадот, кога сите луѓе беа собрани, навијаат, еве, фудбалот сега на Европско првенство, без разлика на кој начин што, меѓутоа имаме учество. Пред година дена младите учествуваат. Се е започито. Интерес постои. Сме мала земја, но во душата сме големи. Ако тоа го искористиме, тоа ќе бидеме исто така големи како и останатите земји кои што губеле овде. Ракометот, знаеме кои земји губеле ракомет, фудбалот, Англија, Македонија, 2-2 беше изненадување во тоа време. Во поединечните спортови исто така. Борењето. Ние единствена медалја имаме од борењето на Олимпијадата во Сеул. Значи, сега се трудиме да втора, трета, да донесеме, со тоа државата ја афирмираме. Ги афирмираме колективите кои што го носат името. Значи, алкалоидите, еве си го брендот, витаминка, брендот. Генерално, се е започет. Значи, и со ракометот, и со кошарката, и со фудбалот. Значи, тие се големи чекори за нас, како мала држава. Меѓутоа, по мене, многу пати разговараме
на состаноците и во Федерација кај нас. Значи, треба некоја, може би, национална стратегија. Треба да најдеме да го најдеме на главното тој окидач. Од сите спортови да го собереме најквалитетното, да видиме каде сме, каде можеме да бидеме најдобри, најмоćни и да се насочиме кон тие спортови, кон тие деца, кон тие спортисти. А знаете што значи, вие рековте големи држави клекнале овде на колена, меѓутоа па од друга страна и помали држави, од нас има олимписки медали освоено. Косово веќе има олимпици со олимписки медали на последните олимписки игри во џудо. Имаме еден куп примери каде многу се инвестира, значи се препознава кои спортови и во тие спортови кои спортисти можат да донесат нешто, кои можат да ја носат напред државата и кои можат да ја афирмираат и точно се инвестира во нив. Може би треба една национална стратегија. Точно. Јас веќе неколку години зборувам дека ние програми имаме. Дневна програма, неделна, месечна програма, но тоа не е она што треба да биде национална стратегија, да се определиме за националните спортови. Понапред национални спортови во Македонија беше борењето, боксот и дури и атлетиката. Од тоа ништо се немаме. Имаме олимпици во борење во поранешна Југославија од Македонија и то да влезеш во таа група. Во боксот го имавме Аце Русевски, Реджеповски и многу други моми. Сега изумна. Остануваат овие спортови. Џудото има перспектива голема, бидејќи спорт кој што ги интересира луѓето да гледат зафати, да го видат способноста, техниката. Добива на масовност, не само во Македонија. Значи, џудото добива на масовност генерално во цел свет. И можам слободно да кажам, значи, од двата пола, значи, и многу се работи моментално со председателот кој го имаме на чело на Светска џудо федерација. Потполно со други очи се гледа на овој спорт. И реално за неколку години, ако вака продолжи, мислам дека ќе биде, да не бидам погрешно сватен, лидер во тие, значи, боречки спортови. Ако тргнеме од каде што доаѓа, од Јапонија, таму е присутно како предмет во школите. Значи, секој џудо знае и го почитува. Тоа не е само вештина боречка. Тука е од мали нозе и развој на психофизичката способност, на емоционалната интелигенција, израснуваат здрави особи, израснуваат психички стабилни особи. Значи, голема наука е во прашање. Не зборуваме само за спорт, да се влези во сала и да се излези. Зборуваме за нешто многу покомплексно. Точно, еве, Олимпискиот комитет создаде и своја телевизија. Се трудиме да ја усовршиме само во интерес на афирмација на спортот. Ја реков, малите олимписки игри што се одржа во Будва, во Црна Гора, под 1 милион жители. Тоа беше прекрасно организирано. Имав можност да се сретнам со принцот од Монако, добар пријател на Ѓоковиќ, и самиот изрази желба, ако правите голема манифестација, би дошол да ја видам Македонија, знае повеќе за Македонија. Шејкот од Катар исто така имав средба со него, бидејќи неговиот родител првпат на европско тло во Скопје дојде, па за несреќа негова во Александар Палас пожарот избух. Да, и го спасија. И неговата мајка Моза сака да финансират. Еве, Азербејџан финансираше во Белград. Дедејќи татко му на Алиев беше десна рака на Хрушчов. И поставуваат тие контакти преку родители, преку познанства, знаења
И тоа треба да го искористиме. Маркетингот треба да го има во предвид кои луѓе сакат да ни помогнат. Имаме амбасадори кои се се заинтересирани, Точно, ама да. не се информирани. Еве, ние правиме Асоциација на спортски новинари, Југоисточна Европа ја формиравме, неколку земји, вие бевте спонзор во Охрид, ви благодариме, меѓутоа ние собравме во Охрид преку 150-160 луѓе, новинари, кои што секој направи своја репортажа и афирмација за Охрид. Значи, новинарот е тој кој што учествува во маркетингот, во помошта, го афирмира она што вие ќе го донесете, да биде искористено правилно за спортистите. И на тој начин и се поврзуваме и бараме и афирмација. Тоа се подразбира, че ни помогнете сигурно во сите наши активности како Во сите- маркетинг комисија. Ние сме подготвени. Така да и тој дел нема да го изоставиме, апсолутно. Тука нема ни дискусија. Не знам, генерално повторно би се вратил, значи, Ево, Олимписките игри. Олимписките игри ни се на праго, се одложија минатата година, Тука не можеме ништо. ништо не можеме, беа дискутабилни и за нивното одржување за ова година, меѓутоа, ете, токи остана на своето. Донесо господинот Бах, му честитам на вториот мандат избран и човекот заинтересиран. Она што го направивме во Охрид, благодарение на вашата помош, 18 минути ни посветија на таа седница да на видео бимот, каде се појави и господинот Топурковски и Бах аплаудираше, дојде честита, вика на овој начин вие се приближувате. Новинарите играат голема улога. Така е. Видејќи можеш да постигнеш успех, да те нема во весник, да те нема на телевизија, а афирмацијата е маркетинг, дел на маркетингот. Така е, така е. Знаете како? Ние може многу работи да направиме, ама кога на крај на денот сите тие работи нема да допрат до на право место, до точката до каде треба да допра и до целата јавност, некако не е завршен комплетно проектот. Кога зборуваме, значи, за она новинарско известување и за она улога на сите новинари во посебно зборуваме кога се работи за некои позитивни проекти, добри проекти кои треба да се случи и кои треба да афирмира убави работи. Еве како ова што сега полека го спремаме, што го спомнав. Меѓутоа, ајде сега уште с него подготовки, Да. така да не... Видете, интересот првото, љубовта што имате вие, лично ве познавам, тоа носи продуктивност. А човек само да нафрли идеја и да се тргне надвор, ако нема идејата, акција и реализација, како да не си ја кажал. Таквите луѓе, примете ги, нека кажуваат, али Помине времето на импровизација. Да не се лажеме. Да. Значи, останува сега или да ги тераме работите, проектите и се она што ни предстои како предизвици и да одиме напред, или да го препуштиме местото да работа луѓе кои сака, кои што се помалце ги има. По мене, значи јас сум и лично таков по природа, не само и во Џудо Федерација, не и овдека во Македонски олимписки комитет и на моето работно место и приватно, значи, импровизации не постоја. Тоа мора да го знаеме и сите колеги мои, спортски работници, и оние кои овде досега помина кај вас како гости, и оние кои во иднина чида треба да се свесни дека времето на импровизации помина. А што има поблагодарно, кога ќе се направа некои проекти, кога знаеме дека задоволни деца од било кој спорт излегуваат дали од сала, дали од фудбалски терен, дали од кошаркарски терен,
патуваат, се дружат. Дали има тоа нешто пубаво, кога вечер се легнува, кога треба да спиеме, која е убавината и чувството дека негде сне направиле, сне помогнале нешто. И сне успеиле барем за промил во спортот. Често пати јас спомнувам таа реченица кога ќе бидеме здружени, кога искуството и младоста се спојат, не изостануваат резултатите. Искуството го земаш врз база на анализи и дојдеш како млад човек, активен, трчаш да го реализираш. Тоа е, кај нас треба да направиме спортот, повторно до вербата да ја вратиме во спортот. Оти секој, кога се збори низ градот, ово е надпревар наместен, ово е надпревар наместен. И никој не оди на надпревари. Тоа треба да заврши, значи треба несебично споделување на нас е што знаеме, пренесување, така и во животот, не само во спорт. Значи да го споделиме заеднички, да ги тргнеме светите на страна, онаму каде има потреба да побараме помош, затоа што ако има стручњаци, еве сами рековте, значи и доктори треба да бидат уклучени, и психолози, и педагози, и кондициони тренери, и стручни тренери, било во кој спорт, значи ако е во боречките вештини, оние кои најдобро може да ги покажат и да ги пренесат техниките на фрлање, на борење, во фудбалот, други техники и така натаму и така натаму. Ако сето заедно се спои, тогаш сигурно, а она пак ќе се вратам и национална стратегија на добра, сигурно Македонија може да се гордее на, можеби не во Токио, но на наредни олимпијади, на наредни олимписки игри, на наредни светски, европски првенства да се гордее и некој овдека да пречекаме повторно со медал на плоштад. Во тоа е целта и на нашиот разговор, да создадеме услови да ја вратиме на доверба. Ние направивме еден меѓународен семинар спортот за државата, државата за спортот. Се одржа во владата на Република Македонија, беше присутен и премиерот, меѓутоа беа присутни спортисти, господинот Мајковиќ, кој што навистина е врвен тренер во кошарката и председател на Олимписки комитет, од Црна Гора исто, од Хрватска, Турбурковски, разменивме мислења и тие размени на мислења, значи, грците ни дојдо исто овде, тие размени на мислење создаваат услови за да се реализираат некои идеи. Така е. Така и да си помогнеме меѓу себе, како земји, како едни федерации, други федерации, Олимписки комитет од една земја, Олимписки комитет од друга земја, секој има нешто да каже и некако на некој начин да ни помогне. Па и тие, вие сте сам, патувате, цел живот го посветивте на спортот, што значи дружбата со спортисти, со изградени личности, така да нема тука дискусија од тоа. Јас исто така викам, кога отидете во странство, потрудете се да го донесете она убавото, а лошото оставете го на граница. За жал, кај нас првото трчат по лошото да видат и ќе ти го раскажува што виде лошо, а не арно. Дај арното да видиме. Врз арното да се надградуваме ние, да биде уште поарно. А вие сте млад човек и фирмата е составена од млади луѓе кои што знаат да работат, имате добар бренд, добри производи и посакувам да го зголемите богатството на производите, а тој ќе зголемите со излегување во странство. Ќе видите некој добар производ, како е направен, каква е потрошувачката, маркетингот во тоа има значи испитување и реализација. Ова што го поставте овде како председател на Македонскиот олимписки комитет, на маркетинг комисијата. На маркетинг, да, се извинувам.
му се извинувам на младите. Да, господин Даниел. Бидејќи едно сте сите, и директорот што е на Олимпискиот комитет, човек кој што со светско искуство, спортист, генералниот секретар, доктор, професор, кој што навистина работи од желба, еве новиот председател исто така се труди, меѓутоа да не ги испуштиме и по старите, бидејќи тие се марка одбележи на еден Олимписки комитет. Наискрено ви кажа, кај што одев, господинот Топурковски писмо ќе дадам и приеми. И во Катар, и во Азербејџан, во Франција. Првото, ние ја дознаевме, новинарите, наградата Пиер Кубертен. Дојде председателот, вика, дента имавме собрание, дојде председател на македонците, вика, да ви сообштам, вашиот председател е добитник на највисоката награда Пиер Кубертен. Тоа е за нас, јас како македонец, хрватите дојдат да честитат, црногорците да честитат. И тоа беше поттикот да се развие. Младоста, односно желбата од една страна, а искуството од друга страна. Така да, значи, оние кои што стигнале и кои што се во подминати години, во ниједен момент не треба да ги запоставаме, затоа што искуството иде од една страна. Така да, тоа оди заедно, спое, тука нема. Еве, низ емисијата режисерот има подготвено некои снимки од Прилеп, од Џудо Федерацијата, од тренинзите, од онај говор на талерски организацијата ваша, а да сметате секогаш на нас, на екипата на телевизија МОК, дека ќе биде присутна со младите, со вас, да ги афирмираме, да тие добијат поголемо значење во градот и во државата, па и во светот. Така е. Така е. Ви благодарам што бевте наш гост, ако имате нешто да дополните, повелете, кажете како ќе создаваме олимпискиот денар, да станеме побогати. Тоа ќе биде голема кампања, ќе се работи на нез интензивно. Во наредниот период сите ќе имат можност, сите граѓани тоа да го видат, да го приметат. И ние ќе ви помогнеме. Да, апсолутно со ваша помош. И јас само за крај ви благодарам, јас вас ви благодарам што денеска сум овде гостин. Ми представува чест. И на крај на денот, пак ќе кажам, спортот е на светла точка, во сето ова сивило што се случува, зборувам од пандемија, од летаргија луѓето во која се зафатени, затоа што гледаме и сами што во цел свет се случува, меѓутоа ова е една светла точка која треба да ја негуваме и да бараме решение во овие тешки времиња. Еве, ние се подготуваме повторно да направиме еден семинар голем, кај што ќе бидат сите спортски новинари од Југоисточна Европа. Темата ја одредивме: спорт, здравје, младост, радост. Со тоа кажано е се, значи, и веруваме дека ќе биде успешно, ќе разговараме, вие како маркетинг човек, ќе бидете поканети од Олимпискиот комитет, бидејќи повеќето манифестации во соорганизација ги правиме со Олимпискиот комитет, секогаш излегувале во предност. Доаѓаат познати спортски новинари, светски спортски новинари, европски спортски новинари, кои што ние сме трети на листата Македонија, бидејќи Југоисточна Европа комплет се вклучуваат во тие надпревари, организираме средби и размена на мислење. Али се со ваша помош, со помош на
државата, но сето тоа во интерес на државата и на фирмите. Така. Ете и тоа да не заборавам, значи Олимписки комитет помага и на федерациите за обуки, одделува средства, финансиски средства, и јас можам да кажем и како председател на Джудо Федерација добивме одредени средства за едуцирање, обуки дополнителни на самите тренери. Секогаш е потребно, значи човек учи додека е жив, па и тимски, тимбилдинг, обуки за емоционална интелигенција и надвор од она што секојдневно го работат, така да ги направиме комплетни личности од секој поглед. Олимписки комитет многу и во иднина планира да помага за тие обуки, едукации, не само на спортистите, туку и на спортските работници кои треба да ги водат тие деца утре во иднина. Планираме и тоа го планираме да оние работници да не бидат заборавени. Тоа му предложиме на премиерот да тие добијат исто така признание, меѓутоа да се знае, да се има правилник околу доделувањето, околу активноста. Повторно критериуми се враќаме. Да, критериумите мора да бидат присутни и тоа верувам дека правиот пат ќе го одбереме. Еве, Србија на Олимпијадата оди со над 60 учесници. Меѓутоа, председател, министерот за спорт, човек од ватерполото, човек кој што присуствува на сите работи спортски. Им дава потик и финанси, исто така добиваат големи финанси. Хрватите исто така големи познанство со господина Матеша. Со црногорците сакаме да се збратимиме. Значи, тоа збратиме. Прв пат нас ни дојдоа грците во Охрид. Не зборувавме за политика, зборувавме за зближување. Па потоа се направи политиката. Зближувањето е најубавото нешто на човечанството. Спортот е тој кој што ги гради, ги урива оние огради што ни ги направија политичарите и ни ги прават. Така е. Знаете и сами, го спомнавте турнирот, знаете дека имавме гости од Бугарија и од Грција во прилеп на турнирот, од сите соседни држави. Така да, видов, тоа е тоа. Го има на снимката. 2018 година исто и Балканско првенство се одржа оде во Скопје за джудо. Кој беше малце афирмирано во моментот, може би ете така. Одлично беше организирано, ви Да, честитам. и сега имаме шанса повторно Балканско првенство, значи да го земеме Македонија. Во комуникација сме со Црна Гора, помалите земји имаат поголеми шанси да ги добијат сега тие првенства, па ќе видиме. Тачно. Треба малце подетална организација во оваа ситуација сега во која се наоѓаме, ама ќе видиме. Ви кажав, спремни сме ние да сето тоа го пренесуваме директно. Значи, афирмацијата е значајна, дел на маркетингот, кога тоа се афирмира и луѓето повеќе разбираат. Еве, во Сеул бев исто така. Во Сеул ме воодушеви, кога пред да тргнам за Сеул, вика, кај одиш таму се водат војни меѓу Северна и Јужна Кореја. Не однесо на 20 километри пред зимската организацијата на зимската олимписки игри во Сеул, преку 3000 волонтери од Северна Европа дојдени да помагаат на Олимпијадата, значи дојдени од Северна Кореја. Значи, постои начин на зближување, на љубов, само преку развојот на спорт. Така. Ви благодарам уште еднаш, И јас ќе се гледаме почесто. Поздрав до влюбеникот во спортот, вашиот директор и останатите сите кои што навистина работат и го сакаат спортот и трудете се да го одржите тој бренд, бидејќи навистина во Македонија сте посебно и поранешна Југославија силен бренд.
Ви благодарам. Еве, драги гледачи, тоа беше председателот на маркетинг комисијата на Олимпискиот комитет. Зборуваме на кој начин да ги собереме парите, да ги вратиме оние интереси понапред што беа за Македонскиот олимписки комитет, а на председателот на Федерацијата на джудо му посакуваме да организира што повеќе турнири, надпревари за младите и да најдат тие афирмации. Преку тие афирмации се раѓа љубовта кај останатите деца, оние што посматрат. А джудото има перспектива, има иднина, има и убавини. Благодарам, пријатно.